Денеска православната црква ги празнува светите маченици Трофим, Саватий и Доримедонт и светиот маченик Зосим Пустиник. Светите маченици Трофим, Саватий и Доримедонт во времето на царот Проф во 3 век, кога со Антиохија начаствувал некој си Атик, дошле во Антиохија двајца христијани, Трофим и Саватий, обајцата угледни и чесни граѓани. Но токму во тоа време се погодило нечистото празнување и жртвопринесување на Аполон во Дафна крај Антиохија. Атик посебно се трудел сите граѓани да земат учество во тоа празнување. Па како некои ги виделе Трофима и Саватија и му јавиле на Атик дека овие странци не земаат учество во нивното празнување, Атик ги зел на суд. Кога не се одрекле од Христа, ги ставил на маки еден по еден. Откако го избил и го намачил Трофима, го испратил во Фригија кај некој Диониси, уште полут мачител на христијаните, а тој го извел од темницата и почнал да го суди. Кога мачителот го прашал Саватија кој е и каков чин има, тој одговорил: чинот и достоинството мое, и татковината, и славата, и богатството е Христос, Синот Божји, постојано живиот, под чија промисла стои вселената и се управува. Затоа го тепале и го тргале, го стружеле со железо се додека коските под месото не му се покажале. Во тие маки и завршил. А Трофима, мачителот Диониси, го изложил на големи маки и го држал во темница за уште поголеми. Тогаш во темницата на Трофима дошол и му служел некој сенатор Доримедонт, таен христијанин. Кога ова го дознал мачителот, станал да ги мачи двајцата подеднакво, па најпосле ги фрлил пред зверови. Зверовите не ги допреле. Светиот Доримедонт особено ја дразнел мечката, влечејќи ја за уши за да го растргне, но мечката и покрај сето тоа се умилкувала. Мачителот на крајот наредил да ги исекле со меч светите Трофим и Доримедонт. Душите на овие свети маченици сега царуваат на небесата. Поуки од светите отци. Во очајание и безнадежност вообичаено не фрла многобројноста на гревовите, туку душата без Бога. Свети Јован Златоуст. Светиот маченик Зосим Пустиник. Некој киликиски кнез Дометијан одел на лов во планина со своите слуги. Во планината видел стар човек, обкружен со зверови кротки како јагненца. Прашан кој и што е, старецот одговорил дека му е името Зосим, дека е христијанин и дека одамна живее со зверовите, кои се подобри од мачителите на христијаните во градот. Тоа го навредило Дометијана, кој самиот бил лут мачител на христијаните, па го оковал Зосима и го испратил пред себе во Назарет, каде што сакал особено да го мачи, за таму да ги заплаши оние кои веруваат во Христа. И кога целиот го изранувал и искрварил од ударите, му врзал камен за вратот, па го подигнал на едно дрво. Кнезот му се подсмевал велејки: заповедај да дојде еден звер, па и ние сите да поверуваме.
Светиот маченик се помолил на Бога и на вистина се појавил огромен лав кој му пришол на Зосима и ја поттурил својата глава под каменот за да му олесни на маченикот. Во голем страв кнезот го ослободил Зосима, но овој набрзо потоа го предал својот дух во рацете на својот Господ. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Поуки од светите отци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин.
Ха